Ви благодарам на сите што сте тука и учествувате во ова, би ја нарекол, интересна дебата од областа на антикорупцијата. Пред да почнам така со некои поконкретни информации, морам да кажам дека она што се случи минатата недела потврди неколку работи кај мене лично. Тоа е дека нема добра и продуктивна борба против корупцијата доколку не се вметнат два елемента во општеството. Значи интегритетот и казнивоста. Случајот што се случи крајот на минатата недела, обзнајувањето на започнувањето на истрага против председателката на Државната комисија за спречување на корупција, уште еднаш потврди дека нашето општество највеќе пати од интегритетот на луѓето кои што се бираат на раководни позиции. Повторно ќе кажам, нема да навлезам во тоа дали истата е виновна или не. Самиот факт што не излезе да демантира ништо во јавноста, самиот факт што на некој начин се крие сите овие денови, дава тежина на сето ова. Меѓутоа, ова е втор пат кога почувствувавме ладен туш. Првиот пат се сеќавам, чинам 2019 бев на користење на летниот одмор некаде во Хрватска и прочитав за скандалот кој го обкружи тогашното СЈО и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. Ние имавме во тој момент еден проект кој се одвиваше на меѓународно ниво, беа вклучени Македонија, Албанија и Косово, беше финансиран од холандската амбасада и во македонскиот дел специјалното јавно обвинителство беше посочено како еден од светлите регионални примери како треба да се бориме против корупцијата. За некаде на средина на тој проект, кога требаше да се финализира, односно да се презентираат јавните заклучоци, изби оној скандал и се пропадна во вода. Значи тоа уште еднаш докажува дека ние како општество не можеме да имаме борба против корупција доколку немаме луѓе со интегритет на клучните позиции. Втората работа е она што е јасно секаде, дека веќе доколку фали интегритетот, доколку луѓето кои ја водат државата, некои од нив имаат проблеми со интегритетот, тогаш треба да се јави казнивоста, односно репресијата, и да се казнат сите овие действија кои не само што не придонесуваат во борбата против корупцијата, туку и самите представуваат корупција. Кога добив апстрактот од организаторот, имаше интересни теми: антикорупција, јавни набавки, приватниот сектор, финансирањето, контролата на финансирањето и така натаму. И навистина овие, да речам, сегменти се клучни во делот на борбата против корупцијата, бидејќи како што и ние како Transparency International самите констатиравме, објавувајќи го минатата година националниот систем за интегритет, повеќе од јасно е дека точно дека секоја институција има тежина во борбата против корупција, дали е тоа превенција, дали е репресија и така натаму. Меѓутоа, она што можеби е најбитно е ланецот кој се создава помеѓу нив, односно нивната соработката помеѓу институциите во борбата против корупцијата, бидејќи една институција сама по себе, како што гледаме и од реалноста, нити има капацитет, нити има ресурси доволно да самата се бори без соработка со другите институции. Имаме ние многу проблеми во државата кога е во прашање транспарентноста, кога е во прашање отчетноста и така натаму. Во националниот систем за интегритет, повторно ќе го споменам, дадовме некаде вкупно 73 препораки според нашите последни мерења на овие, до каде е со реализација на овие препораки, произлезе дека целосно се имплементирани само 13 препораки, што е навистина многу малку. Ќе започнам со презентација на некои од препораките кои што таму се установија, се во дел на сузбивањето на корупцијата, зајакнувањето на транспарентноста и отчетноста. Секако во тие 15 институции кои се разгледуваат, тоа не се институции, тоа се стейкхолдери, бидејќи тука ги вклучивме и медиумите, ги вклучивме и невладините организации, го вклучивме и приватниот, односно бизнис секторот, споменати во оној апстракт кој беше пратен и е многу битен за тоа. Прва анализа, односно првна анализа беше законодавната власт.
Она што сите не шокираше пред година и нешто, менувањето на кривичниот законник по брза постапка, повторно морам да го споменаме, нешто што како пракса треба да биде како да кажа, не треба законодавната власт не треба да го злоупотребува брзата постапка за носење на закони, односно законите со европски знамења. Како последица на тоа произлегува голем број на дела кои што застареа пред се од областа на високата корупција. Некаде ние во тој момент меревме околу 200 дела беа и навистина преку отчетност и преку инклузивност на другите институции во општеството, законодавниот дом треба да прави поголема проверка на законите кои што се гласат. Некои исто така од препораките кои ги усвоивме тогаш е дека собранието треба најмалку еднаш годишно да води дебати за јавните расходи и да ги проверува трошоците направени преку јавни договори. Исто така се констатираше дека собранието треба да ги разгледа и расправа за наводите и препораките од Државната комисија за спречување на корупција, извештаите на државниот ревизор и други специјализирани агенции. Собранието треба да утврди рокови за усвојување на годишните извештаи доставени од институциите кои се одговорни пред собранието од ДКСКО и од ДЗР, и тој рок, например, да биде јасно утврден, 3 месеци од денот на доставувањето на извештајот. И собранието треба да ги спроведе сите препораки на ГРЕКО во однос на интегритетот и политиката за интегритет од ДКСК. Веруваме дека собранието како еден од главните пречки и главните фактори кои можат да спречат усвојување на лоши закони, бидејќи собранието ги гласа законите, е една од клучните институции во државата која треба да застане на челото на борбата против корупцијата. Што се однесува на извршната власт, навистина повторно битен елемент од оној ланец за институција во борбата против корупцијата, во националниот систем за интегритет се зборуваше дека владата треба да ја зајакне својата транспарентност со објавување на повеќе податоци на својата веб страница. Навистина дигитализацијата ја споменавме како еден од главните фактори за овозможување на транспарентност во општеството, и доколку се биде дигитализирано и се биде достапно, тогаш многу лесно може да очекуваме напредок во борбата против корупцијата. Секако зборуваме и за транспарентност на работењето, но и за отчетност која институциите треба по завршување на некоја нивна обврска или работа да ја дадат во писмена форма на нивните веб страници. Па така беше констатирано дека владините одлуки во посебен дел треба да бидат поделени по различни области, односно треба да бидат групирани и треба да бидат јасно и транспарентно објавени на нивната страница. Извештаите за кои е одговорна владата на едно место навремено и ажурирање на извештаите доставени од ДЗР и информации за постапување по ревизорските извештаи и наведување на последиците од непостапувањето по извештаите. Ова обврска треба да ја предводи владата и Државниот завод за ревизија. Сите извештаи за работата на министерствата треба да бидат групирани на едно место. Не треба да бидат раштркани по различни веб страни, портали, туку кога ќе се отвори на еден сајт да можат истите да се најдат. Понатаму, треба да постојат податоци, вклучувајќи мерки, одлуки, обуки, соработка со институции, усвоени планови, програми, санкционирани неправилности, спроведување на активности, мерките кои што се превземени за сузбивање на корупцијата, зајакнување на интегритетот и така натаму. Информации за судски одлуки во врска со спорни владини одлуки. Навистина, често знаеме дека во управните постапки, во управните спорови се носат определени одлуки кои што може да бидат индивидуални, но може да бидат и нели во форма на акти кои што понатаму се предмет на оценување како од управниот суд, но така и од уставниот суд. Често знаат да бидат укинати, бидејќи се спротивно со одредени закони. Информации за извршување на владини проекти и така натаму. Можеби најбитните препораки кои што овој национален систем за интегритет ги содржаше се однесува на судството. Судството е носител на она, заедно со обвинителството е носител на она второ лице на борбата против корупцијата. Ако интегритетот беше првата, тогаш репресијата, односно казнувањето,
во домен на судството. Па така, надвор од овие препораки, јас бев заинтересиран некаде пред неколку месеци во поглед на работата на судскиот совет. Судскиот совет беше предмет на голем број на критики, јавни дебати и така натаму. Дел од нив престана во таа мера после онаа трагедија што се случи во Кочани, но тоа не значи дека Судскиот совет ја подобрил во меѓувреме својата работа. Па така на нивната веб страница не може да се најдат ниту податоци за бројот на преставки кои што се поднесени против суди, бројот на дисциплински постапки, одлуки, колку постојат санкции, на колку суди им се изречени санкции, колку преставки од граѓаните се усвоени и така натаму, па поднесов барање за информации од јавен карактер, добив одредени информации, меѓутоа се запража во тој момент зошто сите овие информации да не бидат јавно достапни. Дали судскиот совет сака да скрие нешто, можеби, во делот на ефективноста и ефикасноста на судиите и постапките кои истите ги водат, така да се остваруваат права од областа на граѓаните. За Врховниот суд по делот на судството беше кажано дека треба да го ревидира етичкиот кодекс и да склучи одржливо и постојано тело за негово спроведување, да го зајакне механизмот за негова имплементација, отчетност и поефектно да ја следи имплементацијата на етичкиот кодекс. Судскиот совет треба да донесе нови процедури за примање пријави од граѓаните поврзани со судири на интереси и друго несоодветно и неетичко однесување на судиите, да воспостави канал за заштита и извештување на укажувачите со цел да овозможи на судиите со интегритет и други заинтересирани странки да известуваат за случаи на влијание врз судиите и нивните одлуки. Знаеме како помина една од изјавите тогаш на председателката на Врховниот суд, кога кажа дека во незиното работење имало притисок. Веднаш беше поведена, наместо тоа да се испитува понатаму, односно да биде предмет можеби на некоја кривична пријава, истата беше повикана, па уште само што и не и се наметна одговорност пред судскиот совет поради ова. Владата треба да обезбеди нормално финансиски и човечки ресурси и Врховниот суд во дел од ова постапи Врховниот суд, дел од оние 13 препораки кои беа дадени, требаше да се објавуваат консолидирани информации за судскиот буџет и да се осигура дека одлуките и годишните извештаи објавени во веб страницата се во формат погоден за корисниците. Јавното обвинителство, кој е еден од следните органи кој беше предмет на анализа на националниот систем на интегритет, покажа многу слабости во работата, неефикасности, недоречености, неспроведување на оние кривични пријави, непостапување по извештаите на Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупција. Навистина, голем број на недостатоци поврзани со борбата против високата корупција, бидејќи она што и ние месечно го правиме, објавувајќи го оној барометар за корупција, главна констатација е дека големиот број на случаи кои што се наоѓаат во графата бистро се однесуваат на би реколо на поситна корупција. Не постои ситна корупција и крупна корупција, меѓутоа корупција сторена од луѓе кои што по својот профил не влегуваат во оние високо профилирани јавни службеници, туку се однесува на пониско рангирани службеници во институциите, додека високата корупција предизвикува големо внимание во јавноста секогаш, меѓутоа не резултира со завршница. Казнивоста на случаите од високата корупција треба да биде водич во борбата против корупцијата. Па така беа дадени препораки дека нормално обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција мора да воспостави поделотворна комуникација и соработка со Државната комисија за спречување корупција и ДЗР. Владата треба да обезбеди финансиски средства. Главниот обвинител на обвинителство за организиран криминал и корупција треба редовно да го извештува собранието за спроведување на механизмите на отчетност, како што се дисциплински случаи, поплаки на граѓани и така натаму. Треба да се формира независна дисциплинска комисија за да се создаде независно тело кое ќе ги истражува жалбите против јавните обвинители и ќе обезбеди одговорност. Тука во делот на препораките исто така мора да се подвлече и неефикасноста и неефективноста на Советот на јавни обвинители. Да,
Да, на Советот на јавни обвинители и така натаму. Значи, има доста препораки. Еве сега, бидејќи имам само уште 2 минути, ќе мора да се префрлам на приватниот сектор, кој што беше посебно споменат. Мора да кажеме дека приватниот сектор беше анализиран од Националниот систем за интегритет и дека приватниот сектор навистина има клучна улога во сузбивањето на корупцијата. Приватниот сектор, бизнис секторот е оној кој располага со парите. А парите најчесто се предмет на корупција. Институциите често знаат да бидат благо наклонети спрема одредени економски оператори, фирми и така натаму, кои учествуваат и во системот на јавни набавки, а каде што постои сомнеш за корупција, односно она народски кажано подмачкување на некој од оние кои треба да го извршат таму изборот. Ние во овој дел, сваќајќи ја клучноста на приватниот и бизнес секторот во борбата против корупцијата, подпишавме меморандум за соработка со Стопанската комора, каде што си дадовме јасни цели и задачи, помеѓу другото имплементирањето на одредбите од Законот за заштита на укажувачите кај приватниот сектор, односно оние фирми кои што по закон се обврзани дека мора да имаат ваков систем, обука на оние така наречени офицери кои што треба да располагаат со овие информации, да пружат помош и така натаму. И навистина одржавме една конференција, си дадовме временски план кој допрва треба да го реализираме со цел истите да бидат исполнети. На крајот само сакам да кажам уште да се надоврзам за јавните набавки со збор 2. Нели системот за јавни набавки преточен во однос кој произлегува од Законот за јавни набавки, покрај она контрола на црвени знаменца нема некој друг механизам кој што може многу да ја спречи корупцијата во делот на јавните набавки. Она што беше презентирано и минатата година на меѓународната конференција во Вилниус беше од наша страна, нели, а како дел од Integrity Watch, еден од проектите кои што ги работиме, беше во делот дека покрај непостоењето на соодветен механизам, секако најголема опасност во делот на јавните набавки представува она донесување на лек специалис или суи генерис закони кои што се однесуваат на определени јавни набавки, кој што беше случајот со Бехтел и Енка, и делот на тоа дека јавните набавки мора навистина да бидат предмет на да се направи механизам каде што истите поконкретно ќе се анализираат и ќе се утврдат можни случаи за корупција. Ви благодарам.